благодарам на сите што се приклучивте на овој вебинар, кој што, како што знаете и како што веројатно сте виделе, насловен Високото образование во време на пандемија, конкретно се однесува на високото образование во време на COVID-19. И е првиот од серијал од вебинари на Македонско-американската алумни организација, кој што е направен во рамки на проектот Challenges in Efficient Recovery from COVID-19 или предизвици и ефикасно справување со COVID-19, кој што е поддржан од 2020 Alumni Rapid Response Fund на Американската амбасада. Сега ние бордот, кога се состанувавме и кога размислувавме како да го организираме овој проект и како да го пријавиме, решивме дека, сметавме дека Македонско-американската алумни организација може некако да помогне во општеството, на одредени сфери во општеството кои што беа погодени од COVID-19 и се одлучивме да се фокусираме на 4 општествени сфери: образование, здравство, медиуми и економија. Одлучивме ова да го правиме преку вебинари на кои што ќе зборуваат наши членки, членови на Македонско-американската алумни организација и истакнати членови на општеството кои што се експерти во своите области, кои што ќе дискутираат на темите, ќе споделуваат искуства за за работата во овие 4 сфери и ќе дадат конкретни предлози за изменување на законската регулатива кои што ќе одат до ресорните министерства. И така е замислено ова, дека после овој вебинар тие што ќе зборуваат на овој вебинар ќе се состанат и ќе напишат ред препораки кои што ќе ги упатиме до соодветното министерство, односно Министерство за образование и наука, за измена на законска и ќе побараме измена на законската регулатива, и тоа во две насоки, во вонредни услови, значи што треба Министерство за образование и наука да смени за одржување, во однос на одржување на наставата на високообразовните институции во вонредни услови, како што е ова сега, и измена законската регулатива за одржување на наставата во редовни услови. Значи, кои искуства ги добивме од пандемијата што сега ја проживуваме и какви промени може да направиме во законската регулатива која што постои во нормални услови. За оваа цел, односно денешниот вебинар, бидејќи беше општо насловен Access to Education, размислувавме дали да го фокусираме на општо на целокупното образование во Република Северна Македонија, меѓутоа се одлучивме дека подобро би било да се фокусираме на еден аспект од образованието, односно на високото образование, бидејќи сметавме дека така пофокусирано ќе дадеме поголем придонес во оваа сфера на општеството. И за оваа цел, денес наши гости ќе бидат следните говорници: доктор Мишко Джидров, проректор на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, доктор Маријан Бојаджиев, провост на Американскиот коледж Скопје, доктор Боро Јакимовски, професор на Финки и представник на МАСИТ, односно Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии, и доктор Агем Рушити, кој што е директор на Агенцијата за квалитет во високото образование. Јас како професор на Филолошкиот факултет при УКИМ ќе зборувам од моето лично искуство на Филолошкиот факултет, за онлайн наставата на Филолошкиот факултет, значи од внатре ќе кажам како изгледа работите. И мои гости ги поканив да бидат две мои колешки од Филолошкиот факултет, доктор Елена Ончевска-Агер и доктор Руска Ивановска-Наскова, кои што спроведоа истражување на Филолошкиот факултет на репрезентативен број на професори и помеѓу репрезентативен број на професори и студенти за нивни впечатоци од одржувањето на онлайн наставата. И целото тоа со цел, сметаме дека тоа ќе поттикне размислувања и нешто да смениме во наставата не само на Филолошкиот факултет, туку и општо на УКИМ и на другите универзитети во Република Македонија. Јас би почнала со неколку аспекти кои што ги забележав во однос на онлайн наставата на Филолошкиот факултет, и ве молам, бидејќи сите ме слушате во моментот, доколку имате некакви прашања, да ги запишувате во чет, бидејќи замислено ни е презентациите да одат една по друга, а на крај да одговараме на прашањата. Затоа, за да не заборавите што сакате да прашате, слободно пишувајте ги во чета, ние подоцна ќе ги одговараме.
Значи вака, на филолошкиот факултет, некаде веднаш после прекинувањето на наставата во март, ни стигна имейл со известување дека има одлука врз основа на уредбата на владата на Република Северна Македонија од 23.3 и врз основа на правилникот за начин на реализација на дејностите на УКИМ и единиците во негов состав од 24.3, дека наставата се префрлува онлайн, односно добивме одлука за реализирање на наставата преку примена на средствата за електронска комуникација. Она што ни беше кажано е дека треба да ги сконтактираме студентите, дури ни беше дадена насока дека треба да ги сконтактираме по имейл или по Messenger, Viber или Skype, за да им праќаме материјали, на тој начин да одржуваме контакт со нив, и имавме препорака за користење на видеоконференциска платформа Zoom. Се сеќавам дека во тие моменти нашата деканка направи една обука на сите професори заинтересирани на филолошкиот факултет преку нашата колешка Елена Омчевска, која што денес исто така ќе говори. Бидејќи ние како професори, знам дека голем дел од професорите на УКИМ споделуваат материјали со нивните студенти на различни платформи, меѓутоа не сме имале вака онлайн видеоконференциско предавање. Исто така ни беше кажано дека сите наставно-научни совети и материјали ќе одат по електронски пат преку Google Forms и тоа така одеше, освен во некои специјални случаи каде што имавме физичко присуство, како одлучување за избор на ректор или избор на декан, шеф на катедра и така натаму. Оно што го имаме ние исто така како информација, ќе ми кажат колегите од техничките факултети, дека електрофакултетот, бидејќи веќе имале далечинско учење, решиле да искомбинираат Moodle со Zoom како видеоконференциско учење, додека финки користат Big Blue Button и Zoom како комбинација за комуникација со своите студенти. Ова го споменувам бидејќи подоцна имам прашање до моите колеги. Понатаму на 14 април добивме, значи веќе скоро месец дена одржувавме предавања преку Zoom и некои такви платформи, кога од ректорат ни стигна официјален мејл дека преку филолошки факултет дека се препорачува употреба на користење на Microsoft Teams како платформа заради унифицирање на начинот на спроведување на онлайн наставата на целиот универзитет. Значи, ние веќе сите имавме почнато да предаваме и пробавме сега да го користиме Microsoft Teams. Колку што имам информација, се работеше од нашите колеги од Финки, кои што ги имаат во датабаза ставено сите контакти односно кориснички имиња на професори и студенти во базата. Значи, се работи за еден поробусен систем, кој што од моје лично искуство малку беше тешко за употреба, според мене и според некои колеги со кои што разговарав, иако некои од колегите го користеа и се уште го користат, значи малку најавата некогаш беше потешка и доколку се јавеше некој технички проблем, она што ни беше проблематично нас е дека немавме IT поддршка на нашиот факултет, туку моравме да контактираме со нашите колеги од Финки за да средиме таа комуникација. И сега ми е прашањето конкретно до професорот Боро Јакимовски подоцна, ако може да се осврне на ова, зошто на Финки се користи Big Blue Button и Zoom, а зошто, например, не се користи Microsoft Teams и дали Microsoft Teams е доволно добра платформа за да биде единствена платформа на Универзитетот Свети Кирил и Методи. И од тука имам една препорака, а тоа е дека во иднина, дека УКИМ треба на вистина да поработи на една платформа која што ќе биде унифицирана на сите единици на УКИМ и ќе одговара на различните наставни планови и програми. Или да се две платформи, една за технички факултети, една за општествени факултети, но битно да биде унифицирана на сите факултети при УКИМ. Вториот аспект на кој што сакам да се осврнам се испитите. Ние се сеќавам дека имавме состаноци на катедра на крајот на мај и се уште немавме информација како ќе се спроведува јунска сесија. Значи, си правевме собствени режии за тоа како треба да организираме јунска сесија, меѓутоа се додека не добиевме амин од факултетот, од ректоратот и од МОН, не можевме ништо да направиме по однос на тоа прашање. Затоа тука имам уште една препорака, тоа е дека треба да има поголема и понавремена координација помеѓу МОН и ректоратите, со тоа и факултетите. Знаеме и свесни сме дека во тоа време имаше избори, изборни кампањи, предизбори, избор на ректор и така натаму, меѓутоа сепак сметаме дека треба малку да биде поажурно и побрзо таа комуникација помеѓу МОН и УКИМ.
Што се однесува до филолошкиот факултет, тие се одлучија да се базираат на рамката на УКИМ за спроведување на испити и му го доволија барањето на факултетското студентско собрание, кој што направи анкета и според анкетата се покажа дека над 60% и од професорите и од студентите бараат онлайн испити, додека околу 30 до 35% од професорите и студентите бараат физичко полагање преку односно со физичко присуство. И имавме апел од факултетот дека колку што е можно повеќе професори да ги спроведуваат, иако ни беше дадена опција да или физички или онлайн, ни беше даден апел колку што е можно повеќе испитите да се спроведуваат онлайн. Меѓутоа не ни беше дадена насока на кој начин можеме да ги спроведиме испитите онлайн, а при тоа да осигураме дека испитот ќе го покаже реалното знаење на студентот, односно дека нема да имаме препис или било каков напад од тој тип во однос на знаењето на студентите. Ние на филолошкиот факултет главно, колку што знам, кога беа помали групите, професорите се одлучија за усно испрашување преку Zoom или Microsoft Teams, додека тие што полагаа писмено, односно го спроведуваа испитот писмено, се одлучија за exam.net, софтверот кој што го регистрира секое излегување на студентите од самиот испит и во комбинација со Zoom платформа која што заради видео следење на самите студенти. Третиот аспект на кој што би сакала да се осврнам е искуството со онлайн наставата, односно со најпрвен проблеми со интернетот. Да ви кажам наискрено, и сега чувствував некоја анксиозност во мене, дали ќе имам стабилна интернет конекција или нема да имам. Ева знаеме со професорот Агим Рушити, бевме во комуникација дали ќе се приклучиме или не, значи таа анксиозност постојано стои кога работиме од дома, бидејќи не знаеме дали ќе имаме стабилна интернет конекција, а тоа некако товарот ни паѓа на професорите, бидејќи ако професорот не се појави на часот нема да се одржи. Да не зборуваме дека и самите студенти нема секогаш стабилен интернет. Јас лично знам дека морав да се префрлам од една интернет мрежа на друга, за да имам поголем аплод и за да можам да имам стабилна интернет врска. Меѓутоа, кога паѓаше интернетот и кога немаше стабилна интернет врска, ги замолувавме студенти да ги исклучат камерите. И веднаш, значи, се губеше таа релација професор-студент, која што имаме за време на часовите, значи нема директна комуникација, туку јас вака еве зборувам и не знам кој ме слуша и што мисли во моментот. Исто така, бидејќи немаше една платформа купено од страна на факултетот, например Zoom Pro верзија, туку имавме Zoom основна верзија, која што во неа опфаќа до 100 студенти и трае 40 минути, значи на секои 40 минути ние се исклучувавме и повторно се приклучувавме и тука се губеше време на тоа дали сите се поврзале, дали не се поврзале и така натаму. Но она што ми беше мене впечаток е дека се оние студенти кои што ми беа многу редовни во зимскиот семестар, пополека почнаа да се губат во летниот семестар. Во однос на редовноста на студентите, можам да кажам дека на почетокот мотивацијата беше многу висока, веројатно заради тоа што во општеството и во светот владееше на хистерична состојба на страв и овие онлайн часови ни одржуваат таа нормална врска која што си ја имавме воспоставено во претходниот семестар. Меѓутоа, со тек на времето ова опаѓаше затоа што и некои од часовите беа префрлани попладне заради карантинот кој што почнуваше од 16 часот. Исто така, веќе комфор во домашни услови се чувствува, студентите не се приклучуваат заради тоа што биле многу рано часовите, и така натаму. Од друга страна, нас на професорите ни беше кажано дека не мора да поднесуваме доказ за одржани часови, а со тоа и студентите, значи, не мора да доаѓаат на часовите, односно не мора да поднесуваат доказ. Во правилникот на филолошкиот факултет стои дека студентите мора да присуствуваат на настава барем во 70% од часовите. Сега, бидејќи не пуштавме никакви списоци, не водевме никаква евиденција, студентите си земаа за слобода нормално и да не присуствуваат на часовите и ние исто така имам сознание дека некои од професорите и не ги држале баш сите часови. И испитите си го покажаа своето, бидејќи според моето искуство, ќе кажете моите колешки, може би поинакви резултати, но според моето искуство, испитите беа послаби, резултатите од испитите беа послаби во летниот семестар. Сепак, сметам дека онлайн часовите беа добри за некои одредени типови на предавање и на некои одредени типови на групи. Например,
бидејќи јас предавам на правниот факултет како надворешен соработник. Таму имаат организирано часови од по 150 студенти во група. И се случуваше, доколку сте професор кој што сакате да направите квалитетна настава, се случуваше да излезам од таму исцрпена буквално, бидејќи сакав да сите да ме слушнат и сите да научат нешто тој час. Со онлайн наставата мене искрено ми помогна да одржувам многу подобри предавања според мене на правен факултет, затоа што си почнував и си ги држав предавањата како што би ги држала нормално. Студентите ми беа ставени на мјут, да, но се приклучуваат тие што сакаат да комуницираат, а другите имаа слобода ако сакаат да слушаат. Значи, според тоа имам и тука една препорака, тоа би било дека при акредитација на предметните планови и програми во иднина и во нормални услови и во воредни услови да се даде опција за понуда на предметите и онлайн и со физичко присуство или едноставно комбинирано следење на наставата. Уште еден аспект на кој што би сакала да се осврнам е папирологијата, односно бирократијата. Ние имаме веќе со години двојно евидентирање на студенти, на оцените на студентите на филолошки факултети, верувам на целиот УКИМ. Нели имаме и индекси, и пријави, и плюс внесуваме оцени во iKnow. Например, вчера потрошив буквално 4 сати на правен факултет за да ги внесам оцените во пријави и индекси. И сметам дека треба тука малку да се повикаме на странските искуства и целото ова да се префали онлайн, да не го правиме два пати. Уште еден аспект за кој што би сакала да зборувам е малку покреативен, а тоа се испроблематизира прашањето за улогата на професорот во наставата. Дали е професорот заменлив е прашањето. После сите овие искуства кои што ги добивме за време на COVID-19, се јавува прашање дали професорот чисто репродуцира знаење, кое што студентот може да го добие само ако куцне на интернет, или професорот се јавува во улога на аниматор и на мотиватор кој што ќе мотивира критичко и креативно мислење на студентите. И на крај уште еден аспект би сакала да споменам. Ова е моje лично согледување, секако вие можеби ќе кажете нешто друго, во однос на научната дејност. Според мене, за време во првиот период од пандемијата имаше некоја летаргичност помеѓу колегите или помеѓу професорскиот кадар за една немотивираност за работење, бидејќи не знаевме колку долго ќе трае оваа состојба. Престанавме да одиме на конференции, на семинари, не аплициравме и така натаму и едноставно се замре според мене на некој начин научната дејност која што претходно беше многу активна. И она што јас го забележав на сите теми кои што беа давани на конференциите кои што се одржуваа онлайн, беа поврзани со COVID-19. Например, од лингвистички аспект, јазикот и промената на јазикот за време на COVID-19. Чисто моје согледување, али би било добро доколку некој сака тоа да го искоментира и дали тоа би можело некако да се тука нешто да се направи во иднина, доколку дојде ваква состојба да не запре научната дејност, туку да им се даде стимул на професорите уште толку да работат бидејќи имаат повеќе време. Тоа е она што јас би сакав да го споделам во однос на моето искуство за онлайн наставата на филолошкиот факултет и сега ќе ги замолам двете мои колешки, доктор Елена Ончевска-Агер и доктор Руска Ивановска-Наскова, да ги споделат со нас резултатите од нивното истражување кој што го спроведува помеѓу студентите и професорите од филолошкиот факултет во однос на онлайн наставата на филолошкиот факултет. Повелете, ви благодарам. Фала, Зорица, и голема благодарност до тебе за поканата во овој убав панел. И драго ни е што сме дел од овој вебинар, во кој еве заедно во еден малку поширок контекст размислуваме на тема какви биле ефектите на пандемијата во наставата во високото образование. Истражувањето кое што ти го спомна и кое што ние го направивме во текот на јули и август имаше за цел да откриеме, да сватиме што мислат нашите колеги, наставници и студенти. Целта на нашето истражување беше да видиме што мислат колегите, наставниците и студентите за ефектите на пандемијата врз наставата на Филолошкиот факултет во Скопје. Исто така сметавме дека едно сумирање на нашите искуства ќе биде корисно за нашето планирање на наставата во предстојниот семестар. Нашите истражувачки прашања што не водеа низ во истражувањето беа поврзани за редовноста,
за начините на реализирање на наставата, за ставовите на испитаниците за онлайн наставата и за нивните совети и предлози за тоа како да ја организираме понатаму наставата. Истражувањето беше спроведено преку прашалници, интервјуа, индивидуални и групни интервјуа со двете популации и можеме да кажеме дека примерокот беше репрезентативен затоа што во него учествуваа 55 наставници, што или 43% од кадарот на филолошки факултет и 344 студенти или 11% од вкупните запишани додипломци на филолошкиот факултет. Повели Елена. Hvala, Ruska. Сосема накусо за некои од првичните резултати кои што во оваа фаза од истражувањето можеме да ги споделиме со вас. Заклучивме дека редовноста на студентите не се сменила драстично и покрај тоа што интуитивно сметавме дека ќе ве слушнеме обратното. Наставниците свативме дека успеале најголем дел од нив да ги реализираат наставните програми и покрај тоа што задоцнато почнавме и наставата се одвиваше на поинаков начин. Онлайн алатките што се користеле во наставата, како например видеоконференциските платформи и имейл, комбинација обично од овие две, биле во линија на очекувањата на студентите, така што студентите на најголем дел студентите го добиле или се задоволни од она што го добиле како настава. Воочивме сериозна поделеност на мислењата кога станува збор за употребата на социјалните мрежи во наставата, например Facebook, Viber и така натаму. Исто така забележавме уште посилен став, особено од страна на студентите во врска со онаа еднонасочна комуникација, наставник праќа материјали и студентите ги совладуваат сами. Студентите не сметаат дека ова е корисен начин на настава, не сметаат дека ова всушност треба да биде да се смета како легитимен формат за одржување настава. Секако имейлот е корисна алатка, апсолутно очекуваат да се употребува, меѓутоа не исклучиво. И недостасуваше, почувствувавме личниот контакт со наставникот. Интересно беше кога ги прашавме студентите што за нив представува квалитетна и неквалитетна онлайн настава, забележавме дека студентите навистина имаат многу артикулирани идеи околу тоа што очекуваат да добијат од нас во поглед на онлайн настава и од нивните мислења формиравме многу детални дефиниции за тоа што е во ред, а што не. Сите овие нешта може да ги прочитате, еве сега баш ќе го споделам, ќе споделам линк до интегралните првични резултати за да прочитате нешто и на оваа тема. Конечно, психофизичкото здравје беше една од клучните теми кои што произлегоа од податоците. Забележавме дека психофизичкото здравје и кај наставниците и кај студентите било посебно на удар во текот на овој пандемиски семестар. И двете популации сметаат дека е неопходна поддршка во оваа смисла, особено кога постои на некој начин свесност за важноста на физичкото здравје. Имаме задолжителни модули, особено во првите години од студирањето, физичко образование, меѓутоа фокусот на менталното здравје и покрај тоа што двете се битен предуслов за успешно учење недостасува. И конечно на линкот што само го споделив може да прочитате многу интересни совети и предлози од студентите и наставниците од нашиот факултет. Сметам дека добар дел од овие материјали ќе бидат многу корисни не само за нашиот факултет, туку генерално за останатите и не само за универзитетскиот контекст, туку за образованието воопшто. Руска. Сосема на кратко, уште неколку согледби. Да, како што кажа Зорица, искуствата се многу шарени. Она што ние го заклучивме од ова истражување е дека наставниците употребиле најразлични видови на онлайн настава и дека и тоа е разбирливо затоа што се најдовме во една нова ситуација и нашата институција ни остави слобода, ни даде насоки, но ни остави слобода во тој миг ние да се избереме што е најдобро за нас. И мислам дека во таа ситуација тоа беше неопходно.
Ова сето големо шаренило не беше лесно да се интерпретира, сликата беше апсолутно матна, но се надеваме дека ова истражување малку барем ја изострува. И она што го заклучивме ние беше дека сме среќни што функционираме во нашата институција, затоа што се покажа како исклучително здрава во овие пандемиски услови. Од кој аспект здрава? Прво, испитаниците се покажа и наставниците и студентите дека во овие непредвидени нови околности се исклучително адаптибилни, дека многу брзо се адаптирале на новата ситуација и дека создале и практикувале разни видови на онлайн настава. Исто така се докажа дека се проактивни, односно дека многу им е јасно што им се допаднало и што функционирало во тој прв семестар, а што не функционирало и што не сакаат да го користат понатаму. Значи имаат визија за тоа како треба да им изгледа онлайн наставата понатаму. И исто така беше доста убаво да се види дека работиме во една институција отворена, која сака да ги и не бега и од критиките, и во нив гледа потенцијал да се подобри. Ова истражување беше поддржано од самиот старт до моментот на неговото објавување од нашата институција и тоа го свативме како една нејзина подготвеност да размислува и за решенија кои што не се глобални и наметнати од страна, туку решенија кои што ќе бидат наши и во склад со нашите специфики, така да кажам. И уште нешто на крај, ова истражување ние го гледаме како една отсечка, една етапа во серија истражувања на оваа тема, но исто така и како еден сегмент од едно можеби пошироко заедничко еве и тука размислување за тоа како наставата воопшто во услови на пандемија во високото образование да биде подобра. И во таа насока љубопитни сме да ги чуеме и вашите перспективи, вашите искуства и да поразговараме на овие теми. Благодарам, Руска, благодарам, Милена. Значи, тие споделија линк со вас, можете слободно да прочитате повеќе за ова истражување на самиот линк. Ви благодарам многу и подоцна можеме да зборуваме повеќе за ова. Сега го поканувам доктор Мишко Джидров, проректор на Универзитетот Гоце Делчев, да ги сподели искуствата на овој универзитет во време на пандемијата, кои решенија тие ги пронајдоа и какви им се плановите за следниот семестар и за понатаму, и кои препораки ќе ги даде до Министерството за образование и наука за одвивање на наставата во високообразовните институции. Благодарам. Повелете. Добар ден и од мене. Да, имаме на кратка презентација, само да ја отворам. Се гледа така. На Универзитет Гоце Делчев во улога на проректор за настава и студенти, како вореден професор на Машински факултет, сум запознат со целата оваа ситуација, затоа што бев директно одговорен за спроведувањето на сите тие онлайн активности во текот на пандемијата. Многу интересно зборувам за пандемијата која што тргна од Вукан, и самиот поминав таму, живеев 6 години на Вукан University of Technology, каде што магистрирав и докторирав. И по некој моје убедување за тоа што многу ги посетав тие нивни маркети, сигурно ќе бев еден од првите ако бев таму уште, но живи здрави овде сум во Македонија и некако се преориентиравме на онлайн настава за да бидеме и позаштитени, така да верувам дека онлайн наставата ќе не одржи во наредните семестри за да бидеме заштитени. Универзитет Гоце Делчев, значи ќе спомнам за што направивме, како се одвиваше таа онлайн настава, што научивме во текот на целиот семестар, што подготвуваме во текот на наредниот семестар, односно сегашните подготовки какви се, и некои размислувања кои што понатаму ќе ги преочам во некој текст кој што ќе отиде во Министерството. Така да, онлайн наставата може да спомнам дека веднаш по прекинувањето на образовниот процес многу брзо реагиравме, односно во некој рок од 3 дена почнавме со првото предавање онлайн, затоа што првичната цел на ректорот, на проректорите беше да не се прекине образовниот процес. Но не само што почнавме со онлайн настава, односно таму да почнавме прво на факултетот по информатика, но веќе наредните денови сите факултети почнаа со онлайн настава. И не застанавме тука, одма со почетокот на наставата ни следуваше колоквиумската недела, која што влеговме со сите сили да ја организираме во една хаотична ситуација во која што се случува се поради пандемијата, затоа што сите бевме од дома, работевме онлайн,
па така да и таа колоквиумска недела ја прифативме како предизвик за да понатаму бидеме спремни и да организираме и таа првична сесија која што ни следуваше. Од тоа искуство што го стекнавме и со колоквиумската недела и со организирањето на сесијата, продолжиме понатаму со организирање и на наредните колоквиумски недели и сесии. Сето ова го успеавме да го направиме со тоа што имавме алатки, имавме платформи кои што веќе ги користиме 13 години и ги развиваме 13 години. Мора да ги посочам, да ги спомнам сите. Првата е индекс, систем во кој што се вршат сите онлайн работи ги извршуваат нашите студенти. Значи моментално се уписи, сега во моментот со самото запишување електронски, тие добиваат, имаат изгенериран индекс број, кои што понатаму полесно ги внесуваат во системот, имаат своја имейл адреса, може да влезат и да го користат индексот. Сето тоа тече во текот на сите години на студирање, со контрола, проверка на нивните семинарски, поените се тука, оценките се тука во системот, пријавување, па се до крај пријавување на дипломска тема и завршниот извештај се се прави преку нашиот електронски индекс. Сето тоа многу олесни целата работа, затоа што нашите кандидати, односно нашите студенти не требаше да излегуваат од дома и можеше се да направат онлайн. Потоа е библиотека, зашто ја спомнуваме често, затоа што сите наши изданија, сите наши книги, скрипти, практикуми се присутни таму и може студентите со нивниот юзернейм и пасворд, со нивниот имейл адреса да влезат и да ги симнат во секој момент. Така да тоа беше и уште еден плюс, затоа што немаат потреба едноставно да ги барат материјалите се присутни таму и можат да ги само да ги симнат. Друга алатка, друга платформа која што користиме е Moodle платформата, во која што сите професори, повеќето професори имаат развиени курси во кои што се поставени сите материјали за учење. Но многу повеќе искористивме не само за поставување на материјали, туку ја искористивме и за организирање на колоквиуми, особено за колоквиумската недела за оние факултети кои што има особено поголем број на студенти. Значи со дефинирање на поголем фонд на прашања кои што рандом се даваат на сите студенти, така да и можности за припишување и договарање се намали, а од друга страна добивме многу пореално и многу побрзо оценување на поголеми групи на студенти. Така да искористивме максимум, го оптеретивме системот до максимум во текот на тие 3 месеци додека траеше тој прв семестар за време на пандемијата. На крај мора да ја спомнувам Microsoft Teams како алатка која што е претходно многу малку користевме, но сега се најде како опција за настава, за синхрона настава, за директна комуникација со нашите студенти. Претходно спремно дека секој студент може да влезе, да се логира, така да таму немавме проблеми, едноставно професорите и студентите се договараа во кој термин седнуваат онлайн и се одвиваат тие часови онлайн без никакви проблеми. Имаше оптеретување на системот, го истестиравме на некои факултети до максимумот. Сето тоа го следеше Microsoft, дури реагира дека го оптеретуваме системот, но ги оптеретивме и нашите системи тука, но сето тоа успеавме успешно да го држиме и да го завршиме семестарот како што треба и на крајот по 3 месеци може да кажем дека успешно го завршиме семестарот. Беа организирани некаде околу 100.000 часови на аудио настава, околу 50.000 часови на видео настава, сето тоа преку 11.000 онлайн состаноци. Направивме анализа за да ги прашаме нашите студенти колку се задоволни. Во почетокот имаше многу беа скептични, па јас како проректор поминав многу часови во разговор со нив, за да им го објаснам дека најважното е да не се прокине образовниот процес и да не ги развлечеме сите тие работи во текот на летниот период. Го прифатија предизвикот и потоа на крајот од семестрот скоро 70 од нив, скоро 70% беа задоволни од самата настава. Веќе на прашањето дали сакат и наредниот семестар да биде онлайн, скоро 90% се изјаснија дека би сакале да биде онлайн, ако пак продолжиме ако имаме пак проблеми поради пандемијата, поважно беше да останат сигурни да бидат од дома и да ја следат наставата. Сето ова беше препознаено од Microsoft, па така ние сме еден пример на добра практика која што Microsoft го сподели на нивниот официјален сајт како пример за како успеавме добро да се прилагодиме за онлайн настава. Сето тоа морам да кажам што научивме, не е едноставно, ова не се случи од ден. Универзитет Гоце Делчев веќе 13 години ги развива овие платформи. Тоа е долготраен процес во кој што има посветени луѓе кои што работат, ги надополнуваат, ги надградуваат тие системи, тие наши платформи. Така да сето беше на некој начин присутно тука, но моравме брзо да реагираме.
и брзо реагиравме, како што спомнав за некои 3 дена со првото предавање, во текот на таа истата недела и сите други предавања на сите факултети. Ова е само мал чекор, значи ние може да кажеме дека да успешно го завршивме семестрот, но за целосно спроведување на онлайн бара ангажирање и на поголем број на средства, на ресурси и човечки ресурси, па така да сето тоа би помогнало во текот на наредниот период, наредниот семестар и наредните години да ние развиеме целосно онлайн настава со сите елементи. Тука ќе ги спомнам, инвестирањето е важно. Значи, таа инвестирање, некој имал визија кај нас, можам да кажам дека менеджментот од пред 13 години така пристапил со разработка и изработка на тие онлайн платформи, но таа визија во ниеден момент не прекинала, туку се продолжила преку таа стратегија која што имаме за развој на универзитетот. И сето тоа ни овозможи да бидеме ние спремни за овој голем предизвик. Тука се новите технологии. Бевме ние дел од еден поголем состанок со Microsoft, во кој што кажа дека да, технологијата е 21 век, студентите се 21 век, но голем дел од универзитетите по светот се останати, ако не во 19, но сигурно во 20 век. Така да потребно е инвестирање во нови технологии, следење на тие нови технологии, следење на нови знаења. Ние морам да спомнам дека Microsoft е како алатка, односно како партнер го имаме од 2010 година, но таа соработка со нив е издигната на повисоко ниво, кој што за целиот овој процес дека траеше, имавме константно состаноци со нив кој што ни помага, прашувавме за сите проблеми кои што ги имаме и дава добар одговор и сето тоа помогна да ние успееме да го завршиме успешно семестарот. Но секако морам да кажам дека нашите вработени се наши најголеми партнери, затоа што без пожртвуваност, без нивна целосна внесеност во тој процес од почетокот на пандемијата ќе ги немавме овие резултати. Значи без разлика што ги имавме тие развиени платформи, ги користевме, мораше да се придадат материјали, мораше да се придадат материјали во услови од работа од дома, во ситуација во кога сите има различни ситуации во однос на нивното семејство, така да сето тоа влијаеше и беше многу тешко, но сепак сите вработени го видео тој предизвик, го прифатија и дадовме добар одговор. Што подготвуваме за наредниот семестар? Најпрво би спомнал дека сега моментално се уписите, така да целиот предизвик од пандемијата го насочивме и таму кон организирање на целосно 100% онлайн пријавување, сега течат и веќе се подготвуваме за третиот уписар, каде што веќе имаме и онлайн целосно запишување, каде што студентите само во еден момент во текот на овој период, во текот на летниот период треба да ги достават документите, за да ги имаме ние да ги верификуваме и само тој ќе биде еден единствен пат кога ќе дојде до Универзитет Гоце Делчев на најразлични локации во цела држава и во текот на периодот од 1 јули па до крајот на третиот уписен рок. Сето тоа го организиравме, значи да биде 100% онлайн, со што е можно помало изложеност на ризик и на нашите вработени и на кандидатите. Така да тоа е уште еден предизвик кој што се вклопи, односно кој што е помеѓу периодот на претходниот семестар и почетокот на сега наредниот семестар. За наредниот семестар сме веќе подготвени за хибриден семестар во кој што наставата пак ќе биде онлайн, но вежбите и полагањата ќе ги организираме комбинирано затоа што веќе малку се ослободија работите, малку знаеме повеќе за пандемијата, па така да веќе на оние групи кои што бараат полагање во предавални, односно организирање на вежби во лабораторија ќе го дозволиме тоа, но сето тоа ќе биде во многу помали групи, распоредени во строго дефиниран распоред и по сите протоколи кои што ги дефинираме. Така да сето тоа ќе го подготвуваме за наредниот семестар и верувам дека и тоа ќе даде добар одговор и ќе бидеме добро заштитени и ние и нашите студенти. Во текот на летниот период сите професори добија препораки за развој на нови содржини и подобрување на постоечките содржини. Да спомнам дека исто развој на оние прашалници, односно тестови во учење каде што би ги искористиле во текот на колоквиумските недели, така да голем дел од професорите веќе се насочени во тоа да развијат, не е само доволно да се има некоја презентација, да им се отвори пред студентите, туку да се размисли за нешто поинтересно, поиновативно, нешто што повеќе ќе ги вклучи, значи целата настава да полека ја насочуваме кон тоа што го зборам 100% онлайн функционирање. Сето тоа од претходниот семестар видовме дека потребно и добро планирање,
Сега моментално сме во фаза во која што сите оние податоци кај нас во системите се внесени, но гледаме да ги поврзаме тие податоци, значи бројот на студенти со професорите, да се сето тоа да се поврзи во Microsoft Teams уште на време сега во овој период, за да кога ќе почне семестрот сето тоа да биде спремно. Тука спомнувам распореди затоа што претходниот семестар го завршивме на еден начин функционирајќи со тековниот распоред кој што беше поврзан со предавалните. Сега развиваме некој хибриден распоред во кој што ќе имаме и во предавални и онлайн во различни периоди во текот на денот. Но сето тоа ќе биде строго дефинирано и сето ќе се следи многу повеќе овој семестар за на крајот на семестрот да видиме кои би биле некои тие нови предизвици, некои проблеми кои што се појавуваат и понатаму понудиме подобра верзија на сето наше онлайн работење. Исто ќе спомнам дека се подготвуваат и предавални во кои што дел од професорите кои што имаат потреба од табла за решавање на задачи да може да дојдат да го одржат предавањето таму преку камери, а студентите да бидат од дома и да бидат заштитени. Така да сето тоа се веќе тече и сме веќе подготвени за наредниот семестар. Во однос некои мои размислување на мојата институција, мора да спомнам дека е потребно некоја долгорочна стратегија за високото образование, затоа што честите промени и во законот и во нашето работење многу едноставно ја отежнува нашата работа. Таа долгорочна стратегија не само што треба да биде прифатена од сите, право тука се политичките субјекти и треба да биде прифатена и од индустријата, да ги спомнам родителите, студентите, да ги спомнам невладиниот сектор, значи таа стратегија би била долгорочна и без никаква интервенција да ја прифатиме и сите да ја спроведуваме на подолг временски период. Само на тој начин ќе знаеме во која насока се одвива образованието во нашата држава. Тука би ги спомнал и вложувањата, значи не може да кажеме сега едноставно университетите на кој начин вложуваат во IT, како вложуваат во кадар, значи колку тој кадар е среќен да работи на една високо образована институција кога може да замени во било која приватна фирма за многу поголема плата, па сите тие работи се поврзани со добро функционирање онлайн. Така да ќе мора да се размислува на вложување од страна на државата и тука да ги спомнам модерните текови, значи да, тие се тука, спомнав дека се 21 век, мора да следиме што се случува. Имаме многу примери од цел свет, многу примери од многу компании, многу универзитети, така да ние може да видиме што добро функционира и да најдеме начин како сето тоа да го примениме во нашата држава. Тука е спомнате и да бидеме полесно да се адаптираме кон тие промени, затоа што универзитетите на еден начин се тромави кон тие промени. Можеби ние имавме таа среќа затоа што сме интегрирани универзитет, па сите тие координации доаѓаат од ректорот и проректорите, па така да многу полесно поминуваат сите тие одлуки, но мора високото образование, сите универзитети да бидат полесно да се подготвуваат за тие промени и да даваме брзи одговори. Но тука спомнувам дека ни е потребно на сите нивоа на образование, не само високото образование, затоа што гледаме дека дадовме некој добар одговор, каков таков одговор на некои факултети, но гледаме дека често, односно во последните месеци се збори само за основно и средно образование, затоа што таму се најголемите проблеми. Така да јас би одолцо некоја стратегија која што би офатила за развој на IT и во тие нивоа на образование, за да понатаму имаме и спремни средношколци кои што ќе дојдат во нашите клуби. Понатаму мора да го спомнам соработката и со сите чинители во општеството и помеѓу универзитетите, значи имаме практики кои што видовме како функционираат. Може би требаше, може би уште не е касно да се искоординираме, па да се овие споделени вакви информации, да си помогнеме едни на други, затоа што сепак сме мала држава со универзитети кои што треба да имаат многу поголема соработка, особено во вакви некои кризни ситуации. И едноставно на крајот би спомнал дека ова е онлайн реалност, која што мораме да ја прифатиме. Јас некои онлайн истражувања кои што гледав во изминатиот период, една од тие промени кои што претрпи, една од тие 10 области кои што претрпа најголеми промени е образованието. Така да мораме да ги прифатиме тие промени во образованието. Мораме да прифатиме новата реалност во која што скоро 70% од испитаните се изјаснуваат дека не би се вратиле кон онај претходен живот на функционирање, така да тука останува дека во голем процент во наредните години ќе функционираме се повеќе и повеќе онлайн. Така да сето тоа е таа нова реалност и да ги прифатиме овој моментум кој што го имаме за воведување на технологија во нашето образование и да дадеме најдобра слика за сите универзитети во нашата држава.
Тоа би било некои мои размислувања во однос на високото образование и како се снајдов на Универзитет Гоце Делчев. Да, ви благодарам доктор Джидров за споделените искуства. Навистина е потребно, сметам дека е потребно вака да ги споделуваме нашите искуства и бидејќи сме сите под високото образование под МУН, да се најде најдоброто решение за сите универзитети. Фасцинантно е она што го кажавте дека толку многу се студентите задоволни од онлайн наставата, но имам тука и некои прашања, но ќе ги читаме подоцна. Сега ќе му дадам збор на доктор Маријан Бојаджиев, провост на Американскиот коледж од Скопје, кој што би сакала нешто да ни каже за хибридната настава која што ја одржува на нивниот коледж. Нешто што е за нас навистина интересно и би сакале да учиме од тоа. И кои препораки ги има до Министерство за образование и наука во однос на онлайн наставата на високото образование и на приватните коледжи, како и на универзитети, државните универзитети. Повелете. И ве молам да се држите во рамката од 10 до 15 минути сите. Ви благодарам. Сега после Джидров ли зема 10-15 минути повеќе, бар 5 каде даете нас, така да. Да. Не е битно, треба да се обидеме да бидеме ефикасни и да го задржиме вниманието. Сепак благодарам на поканата во секој случај, ја ќе се обидам да го шерувам, да ја шерувам мојата презентација. Се надевам дека ја гледате, што се вика The End of the World as you know it, што е можеби малку чудно име за ваква презентација. Меѓутоа, јас под овој наслов испечатив кейс, што ми е многу драго, го издаде да Case Clearing House од Лондон и отприлике ја заокружува целата ситуација, се што се случуваше од 22 февруари до некаде 20 јуни на American College и понатаму. Значи, ајде неколку зборови за мене, кој сум, што сум, тоа го има во презентацијата, можете да го видите понатаму. И ќе почнам со Distance Learning во Македонија. Агим Рушити, дека беше во Министерството, веројатно ја знае приказната доволно добро. Ние сме доста фрустрирани како American College, бидејќи се обидуваме да добиеме дозволата за Distance Learning 10 години назад. Во 2010 добивме акредитација во Америка, таа опфаќа Distance Learning и ние се обидувавме да бидеме многу меѓународни, одевме по сајми во Азербејџан, во Египет, во Србија, каде се не, и никој еден од тие студенти не добиваше виза за студирање во Македонија, и после се обидовме да направиме нешто со Distance Learning. И за жал никогаш не добивме дозвола за работа од Министерството. Секогаш беше оправданието дека не е забрането, ние секогаш се повикувавме на уставот дека е дозволено се што не е забрането, а одговорот секогаш беше там, да не бидам погрешно разборен, не го говорам ова против Агим Рушити, него против сите министри што биле во меѓувреме од Панче Кралев па наваму и Борчо како раководител на секторот високо образование, бидејќи секогаш одговорот беше да, не е забрането, но немаме начин како да ви го дозволиме. Добро. А зашто е тоа битно, сега отприлике мислам дека ќе ни биде појасно кога ќе видиме презентацијата. Оваа слика е Рим 22 февруари 2020 година. Значи, јас предавам на Универзитетот Tor Vergata во Рим, па некои искуства ќе споделам и од таму, тука сум јас, некои мои колеги од Рим, од Барселона, од Катар и така натаму. 22 февруари беше Вухан под карантин, а во Рим, не во Рим, во Милано се појави првиот случај. И ние на оваа вечер разбориме како кака, што би се случило, доколку во Италија биде драма, не да може да треба Милано да се затвори, кој што е финански центар во Италија, да се затвори како Вухан, Италија ќе пропадне. Значи, ова е 22 февруари, а Tor Vergata се затвори на 5 март. Значи, немаше ни 2 недели после тоа, таква беше експлозијата на сето ова што се случи во Италија, се што се случуваше кај нас. Значи, ние на 10 март донесовме одлука на суспензија на часови, а на 13 март почнавме со првиот онлайн час. Сега, што не се гледа на претходниот час, е поврзано со оваа законска регулатива, е драмата кај нашите професори и декани. Именно. Сите беа исплашени дека правиме нешто што е законски недозволено, бидејќи имавме тоа искуство 10 години назад. И најголем проблем, искрено да ви на мене, на ректорот Неновски и на другите колеги, беше како да се убедиме дека не кршиме никаков закон, дека се спроведуваме нашата мисија. Нашата мисија е да нудиме образование за децата кои што се запишале кај нас. Така да имавме проблем да ја поминеме таа психолошка бариера, па потоа да работиме на технолошка едукација. Ние го одбравме Cisco Webex, од нека многу практична причина. Директорите на Cisco во Скопје се наши алумни, па они ни понудија еден
про боно пакет првите 3 месеци и тоа функционираше безпрекорно. И после работевме многу на едукација и на тренинг. Значи, не имавме, па да не речем секоја недела, ама на секој ден недела имавме едукација, тренинг, користење на WebEx, користење на алатки, користење на гласање онлайн, водење на час, шерување на скринови, работа во групи и така натаму. За ова да профункционира, искрено да бидам, многу ми е драго што министерот Арбер Адеми имавме една средба на 12 март, беше ректорот Јанкуловски од државните универзитети и Јасен Неновски во име на приватните универзитети, каде што предадов 2 материјали. И после тоа, мислам, ги споделив со оваа Вибер групата, стоја на располагање да ги споделиме со сите. А тоа направивме споредбена анализа на distance learning во земјите во регионот. И испаѓа дека сите го имаат регулирано или во закон или во стандарди за акредитација. Значи, Црна Гора, Косово, Албанија, Србија, Бугарија. Освен Македонија. Македонија табула раса за оваа приказна. И тоа ни даваше некој легитимитет за спроведување понатаму. И втора работа, споделивме еден материјал што ние го изработивме, тоа е начин за акредитација на онлайн образование. И веќе го споделам со усреди го виде доктор Агим Рушити, така да апсолутно стоиме на располагање да го споделиме за сите. И веројатно тоа е иднината. Ова е сепак, ова се све адхок решенија. Ние немаме сега стандард долгорочен како ова треба да функционира, а очигледно ќе биде долгорочна приказна најмалку во следните 2 години. Значи, овде се споменаа сите можни платформи што умеѓу време функционираа. И јас да кажем што одбравме ние, значи ние одбравме Cisco WebEx за комуникација и Moodle за асинхрона комуникација. Зошто Moodle? Затоа што ние имавме и претходно го користиме овој Moodle 2 верзијата од некои 5-6 години наназад. И сега земавме само малце, ја апгрейдиравме верзијата за да можеме да ги спроведуваме испитите. Значи ние во тој краток период од 10 март до 23 март во тие 2 недели работевме крвнички, обука на предавања, прво имавме суспендирана настава, меѓутоа почнавме со испити во Moodle. Кога уште беше ова со министерството, уште недоволно дефинирано дали тоа легално, легитимно и така натаму. И мислам дека завршивме добра работа. Имавме, значи, 2 колумски сесии, финалс во јуни, имавме летен семестар во јули и мислам дека функционираше одлично таа приказна за асинхрон испит на Moodle со кратко ограничено време и поголем број на испити. Како искуство во Италија се работи на Microsoft Teams, така да се согласувам со проекторот Джидро дека тоа е исто така многу добра платформа. Негативна страна е што сите студенти треба да имаат Office 365 или универзитетот да плати за нив. Не ги знам деталите, искрено да бидам, ги знаат во угледа подобро. Во Италија испитите се држат како вербален, како орален испит онлайн. Значи се логираат сите студенти, се идентификува со ID карта и почине испитот, разговор, како што беше мислен испит во времето кога ние студираме. Што правиме за следната година? Мислам дека сум супер со времето. Тоа е за следната година што веќе почна. Ние веќе од овој понеделник почнавме настава, бидејќи имаме 2 недели по нашиот стандард, мораме да имаме 2 недели подготвителна настава пред да почне официјално семестарот. Значи, усвоивме правилник за УКС хибрид од таму 7 јуни, искрено да мислам дека е усвоен. И усвоен под претпоставка дека бројот на заболени ќе биде од она што беше во ова висорамнината, значи околу 120 до меѓу 120 и 200 дневно, ако нема некоја забрана за ова. Значи, член 3 универзитетот ќе обезбеди заштитна опрема и отприлика вака изгледа универзитетот, е чисто да ја споделам сликата, имаме маски за сите деца, сите вработени и така натаму. Почитување на физичка дистанца, значи го намалуваме капацитетот на УКС за 1/2 деца што се физички присутни. Еве гледате како изгледа предавална, не сум сигурен дали може да забележите, меѓутоа во сите инсталиравме плексиглас прегради и идејата е значи да бидат предавалните со 1/2 капацитет, а големите предавални што имаат капацитет до 90 работат со 1/3 капацитет. Веројатно може да ги видите овие иксови, значи се означени кои седишта се дозволени за настава, кои се забранети, така дека што имаше можност за 90, сега има по 30 деца. Најважно одбрана ова е дека ќе работиме со 1/2 од капацитетот, значи 1/2 од децата се во училница, другата половина се дома и се ротираат на 2 недели. Во првата фаза беше на 1 седмица, меѓутоа од Министерството за здравство ни сугерира да биде 2 седмици заради ова, како се викаше, период на развој на вирусот, така да е по-сигурно на таков начин да бидат. Меѓутоа и овие што се дома, очекуваме да бидат активно вклучени преку видеоконференцијска врска. Сега, како тоа го планираме да го изгледаме?
Прво, во договорот склучивме опција дека секој студент мора да потпише дека има компјутер најмалку со i3 8 мегабайт RAM или телефон што е, не знам, четврта генерација Android или quadruple процесор и така натаму, и тоа мислам дека сите деца го имаат, дека не е некој поголем проблем. А ние на УКС инвестиравме доста во техника и немавме искрено да бидам буџет да купиме цинска опрема, меѓутоа купивме Logitech и сега имаме 7 предавални опремени со ова што гледате тука овој пакет што се вика Logitech Rally. Значи, отприлика се што се случува во наставата може да следат и овие студенти што се дома и можат активно да се вклучат. Како тоа ќе функционира? Вчера го почнавме да го тестираме, има растежи и падови и така натаму, ќе видиме како ќе биде. Меѓутоа се обидуваме да бидеме најблиску до оно што би било настава да се сите присутни. Бидејќи буџетот не е ограничен, се разбира, ние ова го финансираме со брендирање на продавални. Еве да сега значи брендираме, фала Богу, еве најголемите фирми до сега ни прифати, амфитеатар Алковид, предавална Пакомак, предавална Витаминка и така натаму. Сите квантитативни предмети и наставата на факултет за компјутерска техника и информатика одат целосно онлайн. Од проста причина што и овака и онака и статистика и сметководство и корпоративни финанси и претходно статика на факултет за архитектура се одвива на компјутер, така да тоа е ирелевантно на кој начин ќе оди, така да компјутерските лаборатории де факто оваа година не ги користиме. Што понатаму? Ова ќе биде, ако е ситуацијата како што е сега. Не дај Боже, ако се влоши, веројатно сите ќе одиме онлайн и тоа нема да зависи од нас. Меѓутоа, еве, драго ми е дека Агим тука, треба да сите да поработиме на квалитетот на образованието. Ние оваа година имаме реакредитација во Америка и доста работевме минатата година на мерење на цели на учење, на мерење на квалитетот на наставата, формативна, сумативна, екстерна, интерна евалуација на семестар, евалуација на крајот и така натаму. Правевме бенчмаркинг со 3 универзитети во Европа што имаат акредитација во Америка и така натаму. И сега најголем проблем ќе биде како тие тестови да ги спроведеме во време на пандемија. Искрено да бидам тука, не сме оптимисти, меѓутоа еве сите заедно, барем во нашата организација што не акредитирала, работиме да тој сегмент го подобриме. И на крајот сите споменавме дека имаме дефицит од настава кога наставата е онлайн, меѓутоа имаме некој бенефит и тоа треба да го земеме во пред. Прво, имавме зголемен број на вебинари. Наистина имавме помалку конференција, но затоа па сите се достапни врвните конференции по, како ви кажат, fraction of the price. Така да, не знам, ние баро да спегне истражувачка работа, имаме одличен резултат и тоа највише во овој домен, комуникација во време на пандемија. Отприлика тоа ни е темата што ја работиме, можеби колешките од филолошки ја познаваат Маријана Вранева, таа нас дека на факултетот за странски јазици, така да више 2 труда објавивме начин на комуникација во време на пандемија, лидерство во организација, лидерски комуникација во организација во време на пандемија и слично. Второ, од аспект на Executive Education имавме зголемен обем на вебинари и имаше очигледно интерес кај кандидатите од деловната заедница. Трето, можда за меѓународна комуникација. Реално ние, ако ова добро функционира со онлайн предавањата, мислам дека ќе ни, како се вика, поевтини наставата на професори од странство што доаѓаат во иднина. И last but not least, апел до Министерството да го регулира ова со образованието онлайн да биде легитимно, бидејќи можноста за онлайн продажба на образование меѓународно мислам дека е неограничена и Македонија треба да влезе во тој пакет. Сега веќе не може да се вратиме чекор назад да кажеме дека ова не е законски, само треба да го дорегулираме и сите, барем ние сме исклучително многу заинтересирани за меѓународниот пазар и сметаме дека тоа треба да оди на некаков регулиран начин понатаму. Ја би имал толку, се разбира од Многу ви благодарам. Навистина се радувам што го споделивте ова со нас, посебно затоа што имате искуство вака со комбинирана настава и сте вложиле толку многу во опрема. Се надевам дека Министерството и ректоратите и на сите универзитети ќе учиме едни од други, ќе направиме на некој начин наставата, онлайн наставата на сите универзитети да се одвива и на приватни и на државни да се одвива најдобро што може. Искрено јас, бидејќи предам на државен универзитет, не знаев дека вие немате слобода. Мислев дека како приватен универзитет имате огромна слобода во тоа како да си ги уредувате предавањата. Не знаев дека треба да добиете специјална дозвола за distance learning.
Ама еве сега, бидејќи неколку пати го повикавте господинот Агим Рушити од Агенцијата за квалитет на високо образование, ќе го замолам да следен да поговори малку, првен да ни каже каква е улогата на Агенцијата за квалитет во високо образование во високото образование, каква беше улогата на оваа агенција за време на пандемијата, дали смета дека имавме квалитетна настава и како да поквалитетна настава. Ви благодарам и повелете. Hvala Zorica i благодарам за поканата. Генерално сме свесни сите ние во Република Северна Македонија, во Европа и во целиот свет, дека живееме во едно време на голема неизвестност по однос на тоа како ќе изгледа, односно како ќе се однесува општеството во целина, а со тоа и образованието како процес за време и после пандемијата предизвикувана од страна на вирусот COVID-19. Се покажа дека COVID-19 не предизвикува само здравствена и економска криза, туку предизвикува и образовна криза. Во тој случај најповеќе е погодена наставата и учењето како дел од тој процес. Свесни сме исто така дека COVID-19 создаде еден голем јаз кој доведе во прашање многу нешта во процесот на образованието, пред се во социјалната вклученост и предизвикуваше на појавување на феноменот на кризата во наставата и во учењето. Оваква ситуација излегува на површина и одредени слабости, да не кажувам големи слабости во функционирањето во системот на образованието, односно во начинот на реализација на наставата и учењето. Се покажа дека голем дел на образовни установи немаат ист пристап кон образованието, а со тоа и во наставата и учењето, односно дека во одредена немала мера се неспремни за нови предизвици, ситуации, состојби предизвикани од разни фактори, како што е во овој конкретен случај појавувањето на пандемијата со COVID-19. Општата ситуација во сферата на образованието во вакви прилики, односно неприлики, покажа дека образованието со децении функционира според еден воспоставен систем, во голема мера униформен, со дефинирани и воспоставени ригидни стандарди, правила и критериуми за реализација на процесот на настава и учење, кои со децении не беа прилагодувани кон потребите на општествениот развој и кои не кореспондира со динамичниот техничко-технолошки развој на целото општество, па и на нашата држава. Во делот на високо образование се покажуваше дека високообразовните установи реализираат студиски програми креирани според веќе дефинирани рамки на содржина и начин на реализација, во една унифицирана рамка која одговара само на едно време, прилика и потреба, без да истите да ги предвидуваат и другите ситуации и состојби кои се резултат на непредвидливи ситуации, како во конкретниот случај што е појавата на пандемијата. Се покажа исто така дека високообразовните установи реализираат студиски програми кои тешко може да се прилагодуваат на вонредни ситуации, па и на редовни нормални ситуации, ама во друг амбиент. Исто така пандемијата со COVID-19 покажа дека во вакви услови и ситуации образовните установи не можат соодветно и целосно да им обезбедат на студентите, наставниците, професорите ефективни средства за настава и учење надвор од амбиентите на високообразовната установа, тоест настава и учење во далечина. Оваква состојба во рамките на образовните установи се појавија големи разлики во ставовите и ресурсите, одредени високообразовни установи, односно фелата професорска пред се во рамките на имале различни ставови за начинот на реализацијата на наставата и за процесот на учење. Исто така се појавија и големи разлики по однос на поседување на ресурси пред се човечки, па и технолошки ресурси. Поради дигиталниот јаз кој доминира во образованието во целина, како што се немање на добар интерес, слаб електричен напон, несоодветни хардвери, недоволни вештини за користење на софтвери, интернетот и така натаму,
добар дел од студентите се изоставени од учењето. За време на пандемијата, речиси преку ноќ, наставниците, односно професорите, беа приморени да превземат друг вид на обврски за кои голем дел од нив, рака на срце, не беа ни подготвени. Речиси преку ноќ од професорите се бараше и се очекуваше да ги преточат своите традиционални наставни единици во онлайн содржини и да им дадат поддршка на студентите од далечина, односно од дистанца, и често на непознат начин и за самите професори. Речиси преку ноќ високообразовните установи се учеа со големи разлики по однос на пристапот кон технологијата што го поседуваат и начинот како тоа да го пренесува до самите студенти. Ваквиот дигитален јаз го доведува во прашање постигнувањето на целите и задачите во процесот на наставата и учењето, која сите знаеме дека една од главните компоненти на мисијата на сите високообразовни установи, не само во државата и надвор од неја. Појавувањето на пандемијата со COVID-19 постави едно генерално прашање за општеството, па и за Република Северна Македонија. Дали општеството, односно дали Република Северна Македонија е спремна за функционирање во услови на непредвидливи ситуации, односно во ситуација на вонредна состојба. Како се поставуваше прашањето како Агенцијата за квалитет во високото образование се поставуваше, односно се постави за време на пандемијата со COVID-19. За пошироката јавност само накратко ќе додавам некои податоци по однос на агенцијата. Агенцијата е независно тело, првпат формирано, предвидено со законот донесен во март 2018, што каснеше со неговото формирање. Во рамките на агенцијата како органи се Одборот за акредитација на високо образование, Одборот за евалуација на високо образование и орган посебен директорот на Агенцијата за квалитет во високото образование. Директорот е избран од страна на Собранието на 25 декември 2019. Одборите за акредитација, Одбор за евалуација се составени од 15 члена, од кои 6 члена се по предлог на Интеруниверзитетската, 6 члена по предлог на владата, 1 член по предлог на МАНУ, 1 член од Организацијата на работодавачите и 1 член од редовите на студентите. На 16.1. се одржа конституираната седница и се конституира двата одбора, Одбор за акредитација и Одбор за евалуација, и беа избрани и председателите, за да на 18.3. сите знаеме, значи после една недела од конституирањето на самите двата одбора се прогласи и вонредната состојба во Република Северна Македонија. И бидејќи законот за високо образование беше донесен во март 2018, во законот во завршните одредби беше предвидено конституирањето на новите одбори најкасно за една година, тоа каснеше скоро 2 години. Мандатот на стариот состав на Одборот за акредитација и евалуација веќе беше поминат и се натрпа еден голем куп на студиски програми што не беа решени од минатиот состав, а каснеше формирањето на новиот состав на Одборот за акредитација. Тој број однесуваше некаде блиску 100 студиски програми и неколку студиски програми по однос на формирање на нови единици во рамки на веќе постоечките високообразовни установи. Новиот состав, првата седница го одржа, мислам, првата работна седница го одржа дури во јуни заради веќе познатите настани, и првата работа што беше како обврска донесување на актите што ја регулират дејноста на самите одбори, но во голема мера зависиме и од актите што треба да ги донесе Националниот совет за високо образование и научно-истражувачка дејност, кој се уште не е формиран и едноставно и зависиме од таквите акти што во голема мера ја регулират и дејноста
и во високото образование, а посебно и во органите на Агенцијата за квалитет во високото образование. По првата одржана седница во јуни, Одборот за акредитација се нафати многу сериозно во работата и почна да се прилагодува како сите институции што почна да се прилагодуваат, значи пред се со онлайн презентации и комуникации и сета одвиваше во голема мера преку онлайн врските. Во тој период, значи во период за 1 до 2 месеца беа формирани над 100 експертски комисии кои изготвија експертски извештаи по однос на акредитација на студиски програми и единици во високообразовни установи. И истовремено сакам да истакнам дека во прилог на самата дејност во високото образование и на самата дејност на Агенцијата за квалитет во високо образование, од страна на владата беа донесени и 2 уредби со законска сила за примена на законот во високото образование за време на вонредна состојба, со која во едната уредба, меѓу другото, се регулираше и начинот на изведување на студиските програми и проверка на знаењата на студентите во сите 3 циклуси на студии во високото образование, преку системот на далечинско учење, со примена на средства за електронска комуникација, односно средства кои обезбедуваат двонасочна комуникација при реализација на студиите, без заедничко физичко присуство на студентите во активноста. Во тоа се мислеше како средства за електронска комуникација, се мислеше на видеоконференцијски платформи, електронска пошта и други системи за електронска размена на податоците. Но ова уредба го регулираше само начинот на реализација на студиските програми за време на пандемијата, но не предвидуваше нешто посебно како треба да се реализира и наставата кога не доминира ваква ситуација вонредно. Тоа што го кажа и професорот Марија. Исто така беше донесена и една друга уредба што ја тангираше работата на Одборот за акредитација пред се, во која уредба беше наведено дека сите студиски програми на кои му беше изминато рокот на важноста за време на траењето на вонредната состојба, да му се продолжи рокот на важноста уште за една академска година. Покрај сето тоа, пак значи беа натрпани еден куп на студиски програми и веќе сме во пола пат, да кажеме, да не кажеме при крај на сето тоа, Одборот за акредитација да решава по однос на сите пристигнати барања од страна на високообразовните установи за акредитација и реакредитација на новите студиски програми. Мора да истакнам дека појавувањето на пандемија со COVID-19 покажа дека подитно треба да се действува и во донесување на одредени акти кои се во надлежност на колективните стручни тела кои го остваруваат системот за обезбедување, оценување, развој и унапредување на високото образование пред се Агенцијата за квалитет во високо образование и Националниот совет за високо образование и научна истражувачка дејност. Особено се однесува на актите, правилникот за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност, правилникот за содржина на студиски програми, правилникот за методологија, стандарди, постапка за акредитација на високообразовани установи и за акредитација на самите студиски програми кои се реализираат во таквите установи, правилникот за стандарди и постапка за надворешна евалуација и само евалуација и правилникот за нормативи и стандарди за основање на научни институти и за вршење на научно-истражувачка дејност. Исто така паралелно со сето тоа, Отитно, моје мислење е дека треба да се извршат и одредени измени во Законот за високо образование и тоа, како што го истакна и професорот Маријан во дописот што беше разменет меѓу нас, особено во член 139, каде е поглавието студиски програми, член 140 став 1 точка 9 и 12, која се однесува на содржините на студиските програми, особено во делот на описот за неопходните предуслови
за слушање и полагање на предмети и мислам дека во овие два члена мора да се предвидува, ако не за друго, за да се во некоја смисла и легализира начинот на изведување на наставата во дистанца. Доколку овие чекори не се преземе, доколку државата не се мобилизира во однос на сето ова што ценетите професори го истакна пред мене, а и јас што го истакнувам, ние тогаш ќе бидеме и сојузници на пандемијата. Што треба исто така да се преземе по однос на справување со ситуацијата која во моментот се соочуваме. Треба да се воспостави едно системско решение преку понудување на нови законски решенија, тоа што го истакнаме покрај тие двата члена, да се обезбедат меанизми за контрола на реализација на наставата од страна на самата високообразовна установа и од страна на надлежните институции, пред се Државниот просветен инспекторат, Министерство за образование и наука, органите кои ги обезбедуваат квалитетот во високото образование и така натаму. Креирање на една долгорочна или подолгорочна стратегија за наставата во далечина. Исто така треба да се изготви и еден концепт за развивање на систем на образование од далечина во високото образование со предвидени конкретни активности и мерка за реализација на систем за учење во далечина. Воспоставување на национална платформа за поддршка на целиот образовен систем за високо образование во државата, да се воспостави еден систем за обука. Националниот совет за високо образование е систем задолжен за обезбедување на тој квалитет. Изградбата на систем за индивидуално учење преку прилагодување на материјалите кои треба да им се расподелат на студентите. Ние професорите знаеме дека таквите можеме да ги наречеме како порции за настава, значи некои дали во вид на модули, дали во вид на пократки содржини, за да едноставно бидат како езгро, да кажеме, на една студиска програма. Исто така изнаоѓање на, многу е битно во вакви случаи да се изнаоѓа и систем на проверка на знаењата во дистанца, а кој ќе го задоволи од друг аспект и самиот закон за високо образование во членот, ако не се лажам, 154 од законот за високо образование. Бидејќи мора да кажеме дека реално државата и институциите кои се одговорни да ја следат наставата и учењето, односно реализацијата на студиските програми во високообразовните установи, немат некој соодветен преглед за начинот дали тоа се реализира согласно законот или не. Ако со времето стоиме добро, би имали некои вака укажување што би требало да се преземе по однос на ова, или ќе се вклучувам кога и професорите ќе се надоврзат во тоа. Сакате сега да ви дадем уште 2 минутки? Или ако сакате може и подоцна да разговараме. Да. Добро, ви благодарам. Навистина ми е драго што сте гости на овој вебинар, посебно за тоа што се согласуваме за многу од точките за кои што зборувавме. И не знам искрено да ви кажам дали ви е благослов или проклетство тоа што ве ставиле директор на Агенција за квалитет во високото образование баш кога почна пандемијата. Ама сваќам дека сте почнале со работа од неодамна, кога ви се конституирало целото тело и чекаме се уште на конституирање на Националниот совет за високо образование за да навистина почнеме да правиме нешто во високото образование. Така нели? Професор Мален ме познава повеќе, јас сум човек што секога се вклучувам во првиот чекор со големи маки, така, ама со пријатели, професори, институции, така, мислам дека ќе излеземе во пресвет. Мене ми е многу драго кога ги слушам, особено презентациите на колегите во овој вебинар, што многу ќе придонесуваат при едноставно произнесување на Агенцијата за квалитет во високото образование по однос на донесување на актите што го тангират и што ги донесува самата агенција, а особено Националниот совет за високо образование.
Да, баш така. И уште еднаш да напоменам дека целта на овој вебинар е сите овие препораки кои што ги имаме да ги ставиме на хартија и да ги поднесеме до Министерство за образование и насока и да побараме измена во законската регулатива таму каде што треба за поквалитетна настава и во нормални услови и во вонредни услови. Ви благодарам. Сега ќе му дадам збор на доктор Боро Јакимовски, професор на Финки и представник на МАСИТ на овој вебинар, односно на Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии. Многу ни беше важно да поканеме човек кој што ќе малку ќе позборува за техничката стабилност за време на овие онлайн часови. Исто како ги заштитуваме за заштита на податоците кои протекуваат при онлайн наставата и би сакала исто така ако може професорот да проговори малку за тоа кои платформи се најсоодветни за кои типови на наставни планови програми и дали може да се има една платформа заедничка за еден универзитет или за сите универзитети во државата. Благодарам и повелете. Благодарам на поканата. Чест ми е да бидам дел од овој интересен вебинар. Вака како одговорен за компјутерскиот центар на Финки, уште веднаш кога се затвори универзитетите, се анимиравме и во рамки на нашата платформа која што користиме веќе на независно како што спомна и професорот од УГД и исто и од универзитетот Американ коледж. Платформата Moodle ја адаптиравме со дополнителни модули за да може да се интегрира со лесно и едноставно спроведување на онлайн настава. Ние изгубивме само една недела од наставата, тоест веднаш си продолживме со редовната настава, сите наставници продолжив вклучително и вежбите да се спроведуваат онлайн. И технички гледано, наистина представаше предизвик да се направи. Ние точно спомна и колешката од филолошки дека користиме Big Blue Button заедно со Moodle. И тоа не беше решение кое што се одлучивме за краток временски рок да го спроведеме, иако имавме на располагање Teams во тој момент, меѓутоа начинот на интеграција меѓу Teams и Big Blue Button и Moodle е малце по несоодветен. И во тој краток временски период се решивме за Big Blue Button. Предизвиците за Big Blue Button е дека тој представува верзија која што мора да се хостира на компјутерски центар на самите институции, значи не е во облак. И тоа се публикува дополнителни ресурси кои што е било кој универзитет да ги има. И ние од тие причини не го скребевме тоа наше решение на повеќе од факултетот, кои се задржавме само на факултетот. Меѓутоа како решение, сметам дека дава малку повеќе од другите системи за онлайн учење, иако основната цел, а тоа се видеокомуникација, видеоконференцијска комуникација меѓу учениците и наставникот, ја остваруваат сите. Дополнително е во Big Blue Button е тоа што скалирањето во тој момент на некои платформи кои што беше до одреден број на видео стримови беше таму е надминат, а исто така и во поглед на ограничувањата кои што може наставникот да ги прави над учениците, над студентите е поадекватен. Има можност да се забрани користење на камера, има можност да се забрани било каква комуникација меѓу учениците, меѓу студентите. Малце повеќе се обмисли, има некои елементи кои што навистина фалат во некои други платформи, меѓутоа тоа се принеси. Сите платформи кои што користат се за видеоконференцијски часови се сосема соодветни, значи дали се работи за Teams, дали се работи за Webex, дали се работи за Google Meet. Меѓутоа и сите одговараат на потребата. Разликата која што ние во Финки ја направивме, а исто сега и го правиме за националната платформа за учење на далечина за основно и средно образование, е максималната автоматизација на целиот процес. Нема всушност креирањето на тимовите или на предметите или на како да ги наречеме во зависност од различните платформи, оди максимално автоматизирано, воз база на
информатиските системи кои што ги имаме на располагање, како што е во УГД индекс, кај нас на Мукиме iKnow, во рамки на основно и средно образование, тоа е системот ЕСАР, максимално автоматизирано да се креираат сите тимови, сите паралелки, енролментот на наставникот, енролментот на учениците, навистина е доведено до максимално автоматизирано и бара на некој начин многу мала административна поддршка за тоа. Моделот на Moodle дефинитивно долгогодишно се користи во рамки на високото образование и тука е без никаква конкуренција најсоодветната платформа каде што се споделуваат било какви ресурси и сите ја користиме на назад години. Меѓутоа, интеграцијата со системите за видеоконференција е различна во рамки на Moodle за различните платформи, така што тука може да игра улога начинот на за која да се одлучиме. Нормално и секако кои се, барем во поглед на државните институции, која доаѓа бесплатно за образовните институции, таа исто може да биде исто така и одредено влијание на одлуката. Конкретно за Microsoft Teams ние се одлучивме на рамки на УКИМ да се воспостави и тоа го направивме релативно брзо, се малце од кога ние се стабилизиравме со сите работи на факултетот, пошто веднаш како после започнувањето на наставата започна и културската недела, и со тоа се ангажиравме, кога завршивме со сите активности, се навративме на целиот универзитет, каде што за разлика од УГД каде што се централизирано, имавме малце предизвик и веќе имавме малце предизвик да се направи тоа на ефикасен начин, меѓутоа во рамки на една недела ги успеавме да ги ставиме на ноза сите факултети во УКИМ да имаат пристап до Teams, при тоа да и сите студенти да имаат пристап контролиран до платформата, да немаме потреба од споделување на различни информации по други канали. А сега се работи на решение за интеграција на Moodle со Teams на рамки на целиот универзитет. Во поглед на тоа што го нуди Moodle како платформа и што може да се интегрира со како технички решенија за спроведување на испитите, го спомна многу од колегите. Тука навистина истражува нашите колеги многу и сите можности ги разгледавме, упатствата за спроведување и бевме на некој начин во првата клопунска недела одреден број на предмети само се спроведува во онлайн колоквиуми и навистина многу учевме по пат. Направивме некакви насоки за сите професори и за другите институции што можеме како да ги спроведат, како да се изврши контролата, како да се изврши поставувањето на камерите, идентификацијата на студентите, снимањето на самите полагања. И тука морам да признам Биглобатен ни дава малце поголема флексибилност и поголема убава контрола, за разлика од другите платформи, каде што не можете да ограничите студентите, ако уклучат камера, да не се гледаат меѓу себе. Значи, кај нас кога се полага преку Биглобатен, само наставникот ги гледа сите студенти, а тие меѓу себе не може да се гледаат. И дополнително предизвик во рамки и на наставата на почетока, а уште повеќе во делот на полагањето на испитите, представуваше организација на настава испити за предмети каде што реално има решавање на задачи. Има програмирање, што бара дополнителна инвентивност како да се спроведе самиот час. Тука мислам дека доста успешно одговоривме на потребите и секако сите овие технички решенија за контрола, технички решенија за насоки како да се одвива самиот час, како да се одвива самиот испит, е добро да бидат споделени на некој начин помеѓу институциите и се споделуваат, меѓутоа
од колега на колега. Меѓутоа е добро да имаме некакви добри практики и од тие да се формираат и евентуално некакви правилници кои што ќе важат за понатаму за спроведување на испитите, да бидеме на некој начин сите и студентите и ние да бидеме во иста линија со тоа што е правилниот начин на спроведување на испитите. Како што кажа колегите пред мене, целиот процес на вистина не подготвен. Иако ние сме имали многу проекти во минатото за учење на далечина, ова беше на вистина вистински тест. И главните, можеме да кажем, не проблеми, меѓутоа потешкоти беа дека спроведувањето на онлайн настава и онлайн испити има поголем товар и за наставниците, секако и за учениците, поголем стрес за учениците, за студентите, да кажем, меѓутоа за наставниците е поголем товар. Ние во поглед на квалитетот многу имаше дилеми околу веродостојноста на полагањето, оценките што ќе се добијат, дали навистина го осликуваат знаењето на студентите или ќе се искористат некакви техники за манипулација и така натаму. Меѓутоа резултатите што ги добивме со анализата на уште од првите колоквиуми па и од испитите. Добре, јас тога би застанал, во интерес на времето би дискутирале со колегите евентуално за други прашања, технички ако има или сега по другиот. Ви благодарам многу. На сите ви благодарам за присуството. Ова видео ќе се стави на нашата официјална страница, веб страна, исто и на Facebook. Сите што не беа присутни ќе може да го изгледаат. Ги замолувам сите кои што беа говорници да се додека им се свежи сите работи за кои што говоревме, да си ги стават овие препораки на хартија и заеднички да пробаме да промениме нешто во високото образование. Ви благодарам многу за учеството. Секој добро, се гледаме следната.